Драги деца, јас сум Илија Џаџев, професор по географија. Зошто корењата се во земјата, а луѓето се наоѓаат на неа? Зошто громовите доаѓаат од небото, а водата извира под него? Зошто сонцето извира над земјата, а вулканите избиват под него? Зошто планините се под звездите, а звездите се над сите цвеќиња? Зошто смртта е над темнината, а темнината е под раѓањето? До сега имам на хавајска гитара солистички концерти 2261 концерт одржано во земјата, кај нас во Југославија и во светот. А со класична гитара над 80 солистички концерти. Сметам дека како што нешто знам да свирам, ако воопшто нешто можам да кажем и така знам да свирам, исто така сум можел и да не знам да свирам. Од таа гледна тачка не сматрам дека е тоа апстрактно, туку едно посматрање, еден поглед кон светот и со таквиот начин
го продолжувам начинот на одржувањето на концерти без да заработам, без хонорар. Моите музички концерти се непосреден дел од мојот организам, од моето постоење. А мојот поглед кон музиката е поглед кој што е составен и најнепосреден дел со целата динамика на човекот, со неговата работа, со неговото катадневие, и кога е на работното место, непосредно до машината, и кога е надвор од машината, и кога е дома, и било каде да е тој. Кога луѓето, да кажеме, одат дома, а јас со гитарата одам некаде, на некоја сцена, на некој концерт, да одржам концерт, сметам дека е тоа дел на една најнепосредна работа и таа работа не може никогаш да ми изморува. Напротив, таа работа може да ми даде само нова динамика, нова свежина и нова енергија. Никогаш не се чувствувам изморен со гитарата. Секогаш таа ме освежува, ме охрабрува, ме одморува, да го продолжува ритмот на дишењето, на постоењето, на движењето, на мислењето, на крвотечењето. Со еден збор, сето тоа го означува еден комплетен живот воопшто со мене, со самиот себе. Јас ги стварам музичките композиции често пати на лице место, импресиониран од физиономиите на публиката, на луѓето, на работниците, на пионерите, на граѓаните.
Сметам дека аплаузите на луѓето, на публиката со која што контактирам се сосема бистри, чисти и искрени. И како така ти ги примам наједноставно и најплеменито во смисол дека тие ме охрабруват. Тие аплаузи не се лицемерни. Во ваквите прилики затоа што јас на луѓето им прушам сето оно што можам, без да им сакам од нив било каква заработувачка. Срцето на бурата, да ја најдеш душата на реката, да ја најдеш снагата на морето, да го најдеш изворот на сонцето, да ја најдеш моќта на смртта, да ја најдеш силата на мислата и да се пронајдеш самиот, дали ќе бидеш таков каков што си денес. Кој дел е планетата од всемирот? Кој дел е зрното од планината? Кој дел е молекулото од атомот? Кој дел е атомот од човекот? Кој дел е мислата од времето? Кој дел е геологијата од светот? Кој дел е годината од животот? Кој дел е месецот од сонцето? Кој дел е денот од желбите? Кој дел е часот од душата? Кој дел е минутата од срцето? Кој дел е секундата од судбината? Кој дел е човекот од човекот? Кој дел е среќата од несреќата?
Никогаш не сум помислувал дека треба да прекратам со свирење. Дури во една евентуална ситуација кога не би можел било од која гледна тачка, да кажеме, да свирам, тогаш би свирал во мислите, во душата, во сеќавањата кои сеќавања ги стално пренесувам на ините генерации, на пионерите, со цел да тие го продолжуваат начинот на едно разбирање и на еден контакт кој треба да биде најблизок и најнепосреден со луѓето.